почитувана госпоѓа Хелен, почитувани присутни, драго ми е што денеска презентираме еден многу интересен проект за управување со на батерискиот отпад. Овој проект го спроведуваме заедно во соработка со шведската амбасада. Можете самите да видите колку интересни креации и размислување овој проект предизвика кај нашите ученици во општина Карпош, за тоа каква ќе ни биде нашата општина, каков ќе ни биде нашиот град и каква ќе биде нашата држава во иднина од еколошки аспект, секако ќе зависи од тоа како ние ќе ги воспитуваме и како ќе ги едуцираме нашите најмали граѓани. Ако ние со нив почнеме од најмала возраст да ги учиме на позитивни вредности за тоа што се крие по одредени врсти на отпад по животот и здравието на луѓето и опасноста кон уништување на планетата Земја, секако дека резултатите на долг рок ќе ни бидат навистина добри. Општината Карпош, како и во многу други работи, е токму лидер и во овој дел на екологијата. И јас би сакал посебно уште еднаш да заблагодарам на шведската амбасада за поттикта и поддршка што ја добивме, поттикот и поддршката што ја добивме токму за овој проект и на господјата Хелен, како и на невладината организација Go Green. Ќе продолжиме и натаму со оваа соработка. Овие креации што овде ги гледате, јас замолувам по нивната презентација во училиштата да се пренесат и во општината, секој од нив да се наоѓа во некој дел од општинските простории и граѓаните исто така овие креации да ги потсеќаат и да внимаваат за тоа каде го фрлаат батерискиот отпад и не само батерискиот отпад, туку и останатиот дел кој што го фрламе било кај ќе најдеме или пак се трупаме во тие контейнери што ги имаме за отпад. Јас уште еднаш ви благодарам на сите што бевте вклучени во овој проект и се надевам дека ќе имаме уште многу вакви заеднички проекти кои што пред се ќе имаат силно влијание врз развивање на креативните способности, како и развивање на чувството за поголема еколошка одговорност на нашите граѓани, особено на младите, а тоа се учениците во основните училишта на територија на општина Карпош.